Оние што до вчера беа глуви, слепи, неми на повикот на болните од цистична фиброза, оние кои што ги игнорираа транспарентите, протестите, апелите, исто така на овие луѓе, одеднаш како да се сетија дека постојат и вакви лица во нашата држава. За жал ги освести смртта на Благојче Илиевски. Во студио разговарам со Фики Гаспар, претседател на Асоцијацијата на болни од цистична фиброза. Добре дојдовте. Ви благодарам. Господине Гаспар, жално е што ќе речам, но смртта на Благојче после изгледа како да го тргна превезот од очите на политичарите, па се сетија дека постојат вакви луѓе. Намерно или ненамерно, да речам, се правеа глуви, слепи на постоечката ситуација. Нели ова жално? Да, ова е голема трагедија што се случи во средата. Благојче почина. Се трудевме да го обезбедиме лекот за тие најкритични, меѓу кои он беше еден од нив. И тоа траеше во процесот некои си 2,5 години. До декември претходната година, 2022, значи се водеше константни разговори со институциите кои што се надлежни за оваа работа. За жал, кога свативме, можеби малку и прекасно, дека нема да се реши со разговор во институциите и со станоци и со молби, да не кажам, се одлучивме да искочиме на еден протест и овде дојде и целата медиумска покриеност и поголеми притисоци да може да се одговори на овие потреби. За жал, Благојче не издржа и како што вие многу убаво го кажавте, мислам дека и допред тоа се бараше префрлување на одговорноста за кој треба да го донесе. Па имаме законски процедури, па законските процедури не овозможуваат и не предвидуваат ваква ситуација, се додека не си почина Благојче и после увидовме дека се работи за нешто кое што доколку сакаме можеме да го решиме за 4 часа. И вчера имавте напоменато и претходно сите оние кои што ја пратат ситуацијата, кои што ја пратат оваа проблематика, знаат од вашите изјави дека болеста е непредвидлива. Таков беше случајот и со Благојче. Така, болеста е непредвидлива, иако Благојче и останатите пациенти кои што ги водиме како најкритични и во терминална фаза, тоа значи дека последната фаза, после тоа за жал настанува смрт, имавме ситуација и верување дека Благојче сепак ќе го дочека лекот и се извинувам дека не е во толку лоша состојба во која што се покажа дека е. Убаво кажавте, болеста е непредвидлива. Он беше многу... Тоа ја прави ситуацијата многу покомплицирана. Така, непредвидливо е, не може да кажете колку време останува, не може да го предвидите тоа. Тој беше многу ведар, многу позитивен и надежен човек, ги охрабруваше и другите пациенти за целата ситуација и беше еден пример за другите, затоа што сепак личност со собствено семејство, личност кој што допред да се влоши состојбата работоспособен и едноставно беше пример за тоа дека може да ја имате болест и сепак да сте корисен и ефективен дел од општеството. И со тоа што имаше свое семејство, беше многу голем поттик за пациентите дека не мора да бидат врзани за тој живот кој што пред тоа се пишуваше по медицината и во приказите на случај дека никогаш нема да имаат семејство, дека ќе и текот на годините се менуваше. Прво во 90 години беше до 14 години, па просекот на живот порасна до 30, 40, па сега надежта порасна со. Надежта порасна со представување на овој лек и со ефектите кои што го има пациентите кои што го примаат во други држави, се јави едно чувство дека, знаете, кога нема решение, е многу подруга ситуацијата и се обесхрабрени луѓето да прават и да работат и да се креираат семејство затоа што очекуваат дека еден ден ќе треба сите работи да ги остават, а ова беше сосема друга ситуација каде што да, сериозна ситуација на надеж и на прогрес од медицински аспект кој што ќе овозможеше и ќе овозможи сега, се надевам, ако се заврши целата работа, да
пациентите веќе и ја губат таа форма на пациенти и веќе се прилично еднакви со здравиот човек. Имаме уште една, можеби од најкритичните пациентки, Маријана Анастасовска, ако не се лажам. Макфакс направи своја приказна и ја следиме незината ситуација, незиниот, да речам, животен пат. Незината мајка апелира да се стори нешто во однос на пронаоѓање на овој лек, да се донесе лекот конечно, затоа што, како што вели девојчето, 20 години не го поминало прагот, куќниот праг, дека секој ден е врзана за таа кислородна боца за која што велите Благојче имал надеж и давал надеж на другите пациенти дека тоа нема да биде така доколку се донесе лекот. Што е со оваа пациентка и пациентите други кои што го чекаат лекот? Зарем во 21 век ќе се доведеме во ситуација да ни умираат луѓе имајќи го лекот тука некаде околу нас, во соседството? Да, се надевам дека ништо вакво нема да се случи повторно. Гледаме дека од вчера веќе се многу поактивирани, за жал. Смртта на Благојче беше еден повик за будење од таа, како што каже и премиерот, бирократија која што не кочи сите нас. За Миријана најискрено се надевам дека ќе стигне лекот до крај на овој месец и дека ќе нејзината агонија која што траеше толку долго, во последните 7 години, како што кажавте, е врзана за кислородната поддршка, е во домашни услови, каде што го нема поминато прагот, 20 години. Се надеваме дека од некои си прикази на случаи, од искуство од други пациенти, дека ќе со текот на времето, од примање на лекот ќе може да се врати во некоја состојба да биде подобра. Се зборуваше за тоа како ќе влијае лекот на тие пациенти кои што имаат веќе одреден прогрес и терминална фаза на болеста, така да се покажа дека се излегуваат од таа состојба на терминалност. Се покажува веќе како позитивен. Има позитивни резултати. Да, многу од пациентите во другите држави кои што беа на листа за трансплантација веќе немаат потреба од таа трансплантација, затоа што самиот лек овој влијае на болеста, а не на симптомите, како до сега што се некои медикаментозни терапии, и се надеваме дека тоа ќе биде случајот и со Миријана, каде што ќе можеме да ја овозможиме подобар живот, некој си нормален живот, и дека ќе нема да дозволиме ништо лошо веќе да се случува. Така, неблагородно е да го кажам зборот бројки, меѓутоа морам така да се изразам, каква е фактичката состојба на терен, колкав е бројот на пациенти заболени со цистична фиброза во земја? Така, со оглед на тоа што цело време некои се одселуваат тие што можат и се раѓаат и нови деца кои што имаат болеста, значи се прави неонатален скрининг кој што покажува веднаш во првиот месец дека можеби е носител, не е како порано некогаш им требало и години да дојдат симптомите до диагностицира болестта и да се диагностицира. Моментално имаме измеѓу 130 и 140 пациенти. Ние како асоциација таа бројка ја имаме. Таа бројка е подложна цело време на промени. Нешто што го разговаравме е дека мислам дека нашиот здравствен систем не ги води тие што се одселени како одселени и се уште ги држи како наши пациенти во државата, али многу од нив се во други држави каде што се покриени со здравството. Има многу и примери кои што беа кај нас. Сакате да кажете дека тие тргнале да си го барат чарето во друга држава? Не само што тргнале, туку и го решиле проблемот. Имаме луѓе со кои што контактираме, наши граѓани кои што веќе подолги години се во и се иселуваат токму од таа причина. Па, знаете, интересно е да се каже токму од таа причина, но сигурно најголемиот мотив за човекот е тоа да се спаси сопственото здравје, сопствениот живот. Да. На многу наврати и ние сме разговарале. Нема тука ништо спорно. Така, на многу наврати и ние во членството сме разговарале за по некои разочарување од целата ситуација, дали би ќе беше подобро да се
да побараме и ние да се иселиме, нели? Али мислам дека 21 век е, глобализацијата е реална ситуација, се следат примери од секаде, се комуницира во било кој даден момент, може да добиете било кој сакате на земјава, така да целта ни е да го донесеме кај нас, за да може да си останат тие граѓани овде, пациенти, да останат нивните семејства, да не бараат решение во други држави. Колку чини лекот? Моментално, од заклучно со вчера, се одобрија 140 милиони денари, или тоа се нешто над 2 милиона и 200 илјади евра. Така, тоа власта го одобри. Меѓутоа, јас прашувам, имате ли информација колку чини лекот? Да, сакав тоа да ви го кажам. Значи, официјалната бројка која што ја вадат они од компанијата, ако не правите преговори, е некаде околу 300.000 евра. Но ниту една држава не ја купува по таа цена, затоа што сите, посебно на Балканот, како Србија, како Црна Гора, и сите тие го имаат лекот? Сите го имаат, си седнаа на преговарачка маса од страна на фондот и на фирмата, и иако нема да ви ги дадат тие податоци, ние неофицијално што добивме е дека се движат измеѓу 60.000 евра за пациент на годишно ниво и 180.000. Со тоа што веќе во Црна Гора и се знае, значи се работи за 16.000 евра месечно, што значи дека од прилика 192.000, ако не се лажам, математиката е така нешто на годишно ниво. Така да официјална цена немате овде. Зошто ги спомнав финансиите? Значи се варира од тоа како ќе се успее на преговарачка маса. Така е. Фирмата како фирма има изјавено дека го зима во предвид и социоекономскиот статус на народот и бруто домашниот производ на државата, бројката на пациенти. Ако имате поголема бројка, ќе ви дадат и подобра цена. Зошто досега државата не преговарала? Кој требаше да преговара? Вие велите предходно, значи вината е далеку од вас, да не се разбереме погрешно. Напоменавте и предходно дека разговаравте со надлежните институции. Многу интересна ситуација деновиве, еве од вчера. Затоа што токму институциите во државата почнаа да се покажуваат со прст еден кон друг. Ти си виновен? Не, јас не сум, ти си виновен. Тоа е срамно за една држава, за една власт, па дури и за опозиција. Не ја тргам настрана опозицијата, затоа што проблемот се провлекува години, децении наназад. Значи сите се вмешани во ова. И власт и опозиција, оние што биле некогаш на власт, сега со опозиција и обратно. Кој требаше да преговара? Каде е вината? Министерот за здравство, фондот, владата? Всушност се е во рацете на владата. Така е, како што ние ги знаеме правните аспекти како се движат, еве ќе ви кажам во другите држави како се средуваше тоа. Некоја од клиниките треба да побара барање до фондот за да се одобри средства за оваа програма. Кај нас имаше испратено за тие 8 најкритични пациенти од страна на детската клиника до фондот. Значи детската клиника го направила своето. Го известила фондот. Го известила дека имаме 8 пациенти на кои што им е итна процедурата во овој случај. Овде требаше фондот да обезбеди средства кои што ќе ги префрли на клиниката за да може тие да се покријат нели во однос на терапијата. Сега, пошто се работи за релативно скапа терапија и ќе го зголеми доста буџетот, не можеше да влезат тие пациенти во програмата за ретки болести, затоа што програмата за ретки болести е наменета да ги опфати ретките болести кои што имаат до 20 членови во државата, а кај нас цистична фиброза, иако е најчестата ретка болест, сепак е ретка болест и има околу 130 пациенти, што значи од тој фонд тие излегува. Решението беше да се, барем нашиот предлог, беше да се направи посебен фонд за цистична фиброза. Ние малку отидовме малку и понапред, не наша работа, мада ништо од ова не беше работа на асоциацијата, беше работа на надлежните. Ние отидовме малку понапред. Ама вие сами си го правевте, си ги решававте? Па не можам да кажам дека сами си ги решававме, али се трудевме страшно да најдеме решение, не дека решивме ние нешто реално, али понудивме и стратегија во консултација со
големи веледрогерии кои што ни ја кажаа процедурата да се побара од страна на Министерството за економија да се стави акциза на некоја работа која што го оптеретува фондот, а тоа би било цигари, алкохол и многу други. Имаат они за што да се одлучат, тоа ќе влезе како многу мала сума од неколку 1, 2, 5 денари, не можам сега точно да ви кажам, каде што од тој вишок што ќе се стави како акциза на одредена работа, сите финансии ќе влезат во фондот за цистична фиброза. Фондот за цистична фиброза ќе го покрие лекот. Таа беше идејата. Така и излезе министерот за здравство и разговараше со нас, нели, имаа заедно со фондот и со министерот за економија разговор за како да го решат. Идејата им беше таа, да го решат така, и тоа беше за нас прифатливо. Ние искочивме, кажа брзо ќе се среди за 30 пациенти и ние се сложивме со тоа што баравме за сите останати кои што се соодветни за терапијата да има временска рамка. Имајте во предвид дека ние и да ни ги дадат сите лекови сега за сите пациенти, здравствено ние не можеме да ги покриеме сите наеднаш. Значи ние мораме да ги следиме, посебно тие што ни се најкритични во медицински услови со додатна венска терапија, тоа е процес. Така да ние ги известивме дека не мора они да ги обезбедат парите сега, али мора да стапат во контакт со фирмата, да почнат преговори, за да почне тој процес да тече, а најверојатно ние неколку пациенти месечно, почнувајќи со некритичните, ќе вметнуваме терапијата кај нив. Морам да нагласам, ние сме граѓанско здружение. Нашата работа е да се потрудиме да ги имаат сите... Да смислите начин, да предложите идеи? Па мислам дека тоа не е наша работа, мислам дека колку и во нашата групација да има интелигентни и сепак си постојат луѓе кои што се платени образовани луѓе и ја познаваат проблематиката, ние немаме никаква моќ. Ние можевме само да предложиме и се надевавме дека тоа ќе биде така, но маката и тешкиот период не натера да ние го бараме решението сами. После тоа искочија, нели, и самите министри за финансии и за здравство и фондот со прилично слично решение, да не кажам идентично, пошто тоа беше јасно дека е решението. И сега ние и покрај тоа инсистиравме за овие најкритични, за да не изгубиме некој, да направиме интервентен увоз, не знам точно како го викаат според законски процедури, али нешто кое што они вчера го одобрија. Значи, они вчера ги одобрија парите на детска клиника на педиатрија. Сега ми се провлекува тоа прашање. Како одеднаш преку ноќ, премиерот дури да не ми замерат, имаше, ми се чини, еден напис на Facebook, каде што вели дека станал рано, не можел да спие, засегнат од проблемот и така. Како тоа преку ноќ и премиерот и власта се освестија и ги најдоа тие пари кои што велите вие се доволни сега да покријат месечина терапија за 7 пациенти? Поправете ме ако грешам. Да, па. Како се случи тоа? Значи, досега да не се случеше, за жал велам пак, Благојче, ситуацијата ќе беше повторно под тепих, никој немаше да чуе, никој немаше да види, така ќе си тлееше проблемот. Така. И сега одеднаш преку ноќ се наоѓаат пари, па се ажурираат сите служби. Така е, значи тие нели финансии кои што ги одобрија вчера, дали тие се за минимум 8 пациенти, но ако успеат да извадат подобра. Што ќе прават другите 120 да речем. Да, сега ќе ви кажам вчера што успеавме да се договориме. Ако извадат подобра сума, ќе бидат повеќе од 8. Пример, ако извадат, да кажеме 100.000 по пациент, за тие 2.200.000 би биле 22 пациенти, не би биле 8. 8, така. За другите, затоа што исто инсистиравме дека ни се многу битни другите, тоа е јасно, секој живот ни е битен, посебно ни се битни децата кои што се во рана фаза на болеста, да не се претворат во тоа што ни се претворија најкритичните. Инсистиравме да ни дадат рамка како би се средил проблемот во текот на годините и месеците и се договоривме на 3-годишна програма која што ќе ги опфати сите пациенти, за сите ќе го има лекот и ќе го има затоа што сега
Терапијата се почнува од 6 годинки, значи не можат дечиња под 6 годинки, но за 2 години од сега, тие што имаат 4, ќе имаат 6, така. што значи и тие ги предвидовме да влезат во програмата. Ова сега го разговаравте вчера со премиерот или дадовме и вчера го разговаравме. Мислам тоа беше нивно решение за кое што ние го прифативме. Не е наше дали ќе го прифатиме, али го поздравивме, го поддржавме, се согласивме нормално за тоа што е ефикасно решение. Сега мислам дека така системски ќе се реши проблемот и нема да се реши само за пациентите со цистична, ако се променат трите закони, законот за јавни набавки, законот за лекарства и законот за здравствено осигурување и овозможат во вакви случаи владата директно да преговара со една компанија која што е единствена, која што го произведува лекот, ќе се намали трошокот на државата, ќе се добие лекот, ќе се скопне целата тендерска процедура. Овде немате, од тоа што го знаем ние, немате страф од корупција затоа што се работи за компании кои што се светски и не размислуваат на такви работи, така да сите страни се покриени. Во подобра состојба ќе ни биде државата, во подобра состојба дефинитивно ќе бидат пациентите и во подобра состојба ќе биде целокупната слика и самата работа. Пак ќе кажам, значи, ако го решат вака, со тоа што нели сега ќе дадат предлог и тој предлог убедени сме дека сите ќе го изгласат како позитивен, нема да има никаков проблем на собрание, мада тоа нели времето ќе покаже. Али не гледам зошто би го оспорил некој, ќе ги решиме проблемите и за понатаму, пошто како што напредува науката и кај нас напредува медицинскиот систем, се повеќе и повеќе дијагнози идат до израз на ретки болести, зборам. Верувате во медицинскиот систем ваков каков што е сега? Од тебе јас лично ќе ви кажам колку луѓе се жалат, обични луѓе се жалат да речеме за полесни здравствени проблеми каде што здравството е руинирано, едноставно не може да одговори. Како може да веруваме на здравствен систем ако и самиот министер за здравство еве овде на ова столче кажа дека здравството ни е во хаос. Човекот призна, едноставно кажува врзани ми се рацете. И сега повторно имаме препукувања, велам. Премиерот вели ти си крив, не овој вели ти си крив. Така е. Јас сум дел од здравствениот систем како пациент од самите 2 месеци мој, тоа се веќе скоро 30 години. Во сите проблеми кои што ги надминав јас, а тоа мислам моите родители, здравствениот систем, иако болеста беше тогаш многу пострашна, за разлика од сега, заради сите медикаменти кои што не постоја, сепак ја имавме таа феноменална поддршка од детска клиника со чело на доктор Фуштич, која што беше главна и се уште е главна, сега она е и директорка на детската клиника и преку неа ќе се води цела оваа постапка за најкритичните. Прашањето е дали имаме дупки во системот, сигурно. Дали системот направил одлични потези и спасил многу животи, и тоа е точно. Значи ги имаме двете ситуации. Јас мислам дека 2 пати ќе треба да ја проверам таа информација. Сум имал како предучилишна возраст и во фазата на новороденче и клиничка смрт, така да овде се покажало здравство за дека во мојот случај успел да ме донесе до тоа да ние овде разговараме денес. И има луѓе кои што се феноменални во тој здравствен систем, кои што се работат 30-40 години, нели од самиот старт на своите медицински кариери до пензионирање, а многу од нив ги продолжуваат се со цел да ја вршат таа должност, како што ја спомнав и доктор Фуштич. Мислам, јас гледам пациентите меѓу себе што зборуваат во нашето членство, сите се толку благодарни за неа, како да ви кажам. Одредени постапки од одредени лекари, од одредени луѓе. Така, и кога ќе го видите тоа, совршенство не постои. На вашето прашање Ама кога ќе видите и другата страна? Кога ќе видите другата страна е трагично и е страшно. И затоа што треба да направиме? Треба пропустите да ги надминуваме, да ги воочуваме со време
и да ги коригираме, а да ги поддржиме тие моменти во кои што здравството не испаѓа одлично. Претпоставам дека сите гледачи се нашли во ситуација каде што за нив или за некој нивен близок здравствениот систем и стварно се покажал ефикасен и ги за жал има за многу и за кои што не се покажал, кои што ги слушаме секојдневно. Така да нашата работа како асоциација е да се потрудиме за нашите пациенти, не е да го оценуваме и да даваме квалитет на здравството, али ќе ви кажам дека ние пациентите на цистична, барем јас себе да не зборам во име на сите, затоа што болеста е континуирана и хронична и веќе вие доаѓате до не можам да кажам близина со лекарот, ама работите цел живот со одредена група на пациенти, што значи вие и се грижите за нив. Не се тоа пациенти кои што ќе дојдат еднаш во вашата работна кариера и нема да ги видите повеќе. Така да овде системот воопшто мислам дека не потврлил, а од вчера мислам дека ќе, за жал, после починувањето на Благојче, нема да си дозволи барем за нас да потврла веќе. Ова значи дека премиерот ве убеди во неговата намера, во намерата на власта да помогне. Убедени сте во тоа? Тоа што го разговаравме. Оти велите предпоставка е оти лекот ќе стаса до крајот на месецот. Да, за најкритичните. До кога ќе почиваме на предпоставки? Тоа е прашањето. Знаете кој во 21 век кога лекот е тука кај нас. Знаете кои проблеми се појавија исто. Имаме проблем со самата проблем. Не е проблем, тука е нешто што треба да се реши. А тоа е со компанијата, они произведуваат согласно договорите што ги имаат. Значи сега и они треба да дадат време на производ на тој лек и на дистрибуција на тој лек. Јас се надам дека ќе биде за кратко време. Тоа што ни е кажано на нас, а за сега додека немаме ние реално, да ги видиме промените, се обврзуваме само на тоа што ни е ветено и тоа што ни е договорено. А кога првиот пациент, претпоставам ќе биде Маријана, ќе го прими лекот Трикафта, тогаш веќе ќе можеме отворено да кажеме дека од денес првиот пациент ни го прими лекот. До тогаш се би било само на... Се фаќате за сламка, зборовите на Ковачевски така ќе му дојдат. Се додека не се види фактичката реалната состојба, додека не стаса лекот и додека не се примени на најкритичните пациенти. Од разговорот вчера со премиерот, ние бевме 4 представници, 2 родители и 2 пациенти. Мислам дека ефектот е и размислувањето на присутните нас, вклучувајќи ми и мене, е дека ќе го решат ова, затоа што покрај разговорот со премиерот добивме и други повици од други луѓе кои што се во здравствениот систем, каде што веќе работат на ситуацијата. Ние сме исконтактирале со фирмата да прашаме дали они се контактирани и дали разговарале. Предпоставам дека веќе понеделник повторно ќе не контактираат од страна на кабинетот на премиерот и ќе поразговараме до каде сме, што се случува и како се случуваат некои работи. Тоа што мене ме убеди, можеби не беше толку премиерот, туку беше разговорот со доктор Фуштич, кој што беше, како да го представам наједноставно за да не се свати погрешно, да се бореше многу за нас. Се бореше многу ние да се... Ја прати вашата проблематика од сам Ја прати, кога дојде лекот, мислам дека беше... Кога испадна лекот на светско ниво, да, мислам дека беше исто срекне како родителите и пациентите на болеста и беше мотиватор за ние да не ја представам во погрешно светло, не за да ние се бориме, ама ние да инсистираме на институциите, да го донесат тој лек. Они се тие ствари кои што го пуштија барањето до фондот. Така да, може би разговорот со неа ми даде многу повеќе надеж и утеха, затоа што барем од нејзина страна до сега никогаш не сме добиле погрешна насока, лажно ветување или празно ветување. Сега точно е дека многу работи се и многу луѓе се одговорни за оваа работа. Тоа би биле и самите во парламентот треба да го изгласаат, Министерството за здравство, не знам колку фуделки има, Министерството за финансии, покрај тоа што ги одобри, треба сепак да ги
обезбеди финансиите, така да тоа беше и проблемот. Имаше префрлање на одговорноста и не застана никој на чело. Мислам дека вчера... Може да бидеме директни, пак ќе речам, не е убаво од вас да го барам, ама вие сте директно засегнати со проблемот. Вие го трпите на своја кожа. Чива е одговорноста? Кој треба да понесе одговорност за оваа ситуација? Па еве дури и оставка, ако се рече така. Јас не би повикал ни на оставка, ни на нека одговорност. Би ги оставил надлежните да ги тераат тие работи, затоа што е неблагодарно ние да кажеме, како што изјавивме до пред некој ден, значи нашата обврска е према нашите пациенти, нашата обврска беше према Благојче, нашата обврска е према сите други сега. Нашата обврска не е и нема да биде да ние некој посочиме како виновен за оваа ситуација. Ние допред разговорот со премиерот разговаравме за поголем протест оваа сабота, кој што со разговорите и со промените на овие работи кои што ги спомнавме сега, со 3-годишната програма и со обезбедениот план за брзата интервентната набавка, нема поента зошто да ние протестираме со оглед на тоа што тоа е тоа што ни треба и тоа го баравме. Сега, друга работа, народот ако одлучи дека закаснија за Благојче, народот ако одлучи дека не треба да се случуваат овие работи и некои работи треба да се променат, ова е слободна држава, можат да искочат, можат да направат протест, можат да се пожалат. Кај ни е народот? Кај ни беше народот предходната сабота кога ние бевме само 1000 луѓе, од кои сите беа засегнати? Тогаш имаше коментари, го одбравте погрешниот момент, затоа што на владата може би е побитно да ја брка политичката агенда отколку животот на луѓето, затоа што е побитно да формира владина коалиција, да преговара за владина коалиција, да се бори околу прашањето за Бугарија, што не е незанемарливо, да не се разбереме погрешно, меѓутоа сето тоа оставајќи ги на маргините луѓето. А добро, кажете ми, која беше нашата алтернатива? Да им кажеме да, во право сте, ситуацијата со бугарите е побитна и ние, болните, кои што може во секој момент да заминеме од овој свет, ќе го поместиме протестот. Ние имаме време за чекање, затоа што треба да се реши. Мислам, го разговаравме тоа, не дека не го разговаравме. Прво, кога кажавме 4 февруари, не ни размислувавме дека ќе има таква кампања од двете страни, нели, од двете држави. Затоа што вие си имате собствени проблеми и не ги гледате овие пошироките и не сте... Не мислевме дека тоа ќе биде некој проблем. На крај крајот ние работевме за тоа да ги покажеме нашите проблеми и кога се понуди таа можност да го поместиме барем и за ден во недела, не сакавме да изгледаме дека ние сме во можност да чекаме и дека сме спремни да поместуваме. Па да ви кажам една работа, ќе ми извинат сите, ама јас мислам дека ние сме малку побитни како граѓани на Македонија за разлика од тоа што бугарите треба да дојдат и да влезат во уставот и да одадат почитак. Барем за нас мислам дека на народот треба да биде побитно за нас, пошто ние сме тие кои што сме родени овде, сме се школувале овде, многу од нас и работат, придонесуваат. Претпоставам јавноста ги знае нашите, тие што имаме кариери, нашите профили и со што се занимаваме. Мислам дека сме побитни. Се чувствувате ли маргинализирано еве на сметка токму на вакви теми? Па единствено нешто што можам да кажам е јас лично дека може би е неблагодарно да се каже и ќе излезе негативно, ама мислам дека... Да, но понекогаш мора да бидете директни и да го кажете она што го чувствувате или што ви тежи, затоа што, пак ќе речам, вие сте и првиот човек на таа асоциација, директно поврзани со луѓето кои што го носат тој товар, кои што секој ден стрепат за трошка надеж, дали ќе ја видат светлината на новиот ден и така натаму. Тоа е волното прашање. Потполно сте во право, затоа и одговорноста е најголема и многу беше битно и беше приоритет кај нас да не свати народот погрешно, затоа што уствари народот ни треба за да се избориме за оваа работа. И затоа како и сите, нели, тактизираме со одредени работи кои што ќе ги изјавиме. Затоа и многу пазиме што ќе изјавиме. Дефинитивно, ако зборуваме за моралната страна,
борбата е во наша корист. Ние сме тие кои што не бараме ништо освен правото на лекување кое што е човечки загарантирано право. Човечки загарантирано. Имаше една убава мисла, не знам дали ќе ја погодам сега, но кажуваше дека најголемото кршење на човековите права е да имате можност да земете лек и да дадете на болен човек, а да не му го дадете тоа. И тоа беше една реченица... Ама тоа е токму кај вас се случува. Па се случува кај нас, ама како ќе најдете вие одговорно лице кога никој не кажа дека нема да ни го даде на лекот на нас, сите ни кажа бараме решение. Сега, нели, времето е релативно. Сите чекате, времето е релативно. И се надевате. Еден ден, еден месец, една година е релативно. Ако вие го завршите за една година, е многу полошо отколку за еден месец или за еден ден, но сепак сте го решиле. И кои сме ние да го процениме тоа со какво темпо е окей да се решаваат работите. Тие се повеќе апстрактни работи. Некој ќе каже требаше да го добиете за 15 дена од барањето. Некој ќе каже е долга процедура и му требаше време. Некој ќе каже можеби асоциацијата не била доволно квалитетна во својата работа и во своето инсистирање, па затоа се задоцни со лекот. Некој ќе каже дека сте премногу меки, можеби. Само еден коментар и уште едно-две прашања и тука некаден завршуваме. Како ги оценувате, еве, пак ќе речам, иако е неблагородно и политички да ја гледаме, да ја поставуваме оваа тематика, оваа проблематика, меѓутоа така некако се одвиваат работите. Опозицијата бараше оставка, го обвинија Пендаровски за позер. Се чувствувате ли искористено од политичките партии, од политиката во државата? Што од позицијата, што од опозицијата? Видете вака. Како да играат? Знам што сакате да ме прашате. Так. Не знам јасно дали е прашањето. Так. И како е јасно, не знам дали ќе можам да ви дадам одговор кој што вие го сакате. Затоа што ви искористуваат за сликање, за промоција, за ова, за она, значи најавите се тие што велите уште години наназад, да, ќе биде, да, тоа е удирање по рамо, меѓутоа луѓето си заминуваат што од државата, што од... За една работа сте можеби многу во право, претпоставам тој ваш став. Јас сум доста мек. PR сигурно имаше. Значи PR од страна на институциите, па ете и на председателот сигурно имаше. Пак ќе кажам, не е моја да кажам и јас никогаш не сум бил, не планирам во текот на мојот живот да се занимавам со политика. Значи, што подалеку тоа подобро? Па во приватен сектор работите се многу почисти, ми се многу појасни. Сите си ги знаат и позициите и улогите. Не би можел после овие сите работи, не знам ни како би можел да се пронајдам во политичката работа, а реално мислам дека и кога ќе влезе човекот во политичката работа, налетува на многуте проблеми кои што ги има и колку и да влегува со реално искреност и со срце да ги реши, некогаш не може да ги реши, пошто познавам и такви луѓе кои што стварно се дадоа себе си целосно и после при неуспех, не на нивна грижа, се повлекоа. Така да ќе ве замолам, јас не би го политизирал, не би одговорил на ова прашање. Се извинувам ако е нешто што се надевавте вие денес дека ќе го слушнете од мене и од нас како асоциација, но ние имаме кратко и јасно утврдено со правилникот дека ние политички страни, PR на одредени личности, исто и напаѓање према одредени личности, нема да го правиме. Ние ќе правиме реално представување на состојбите, повеќе луѓе сме, се трудиме максимално објективно да ги видиме, а се друго ќе оставиме на луѓето кои што се задолжени за тоа и кои што име работа таа. Така. Ви благодарам многу за одвоеното време. Фики Гаспар, председател на Асоциацијата на болни од цистична фиброза, беше наш гостин во ова студио. Да се надеваме дека сето ова ќе најде позитивен исход и дека тој долго посакуван лек кој што постои и е тука во обкружувањето, конечно ќе дојде во државата и ќе се надминат овие проблеми. Многу луѓе ќе си го најдат својот спас и ќе ја најдат, како што велам, светлината на денот. Ви благодарам вас за поканата и за поддршката која што имаме од вас. Во секое време. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Поздрав и секое добро.